имаме гости кои што верувам дека ќе не однесат во една поинаква област, областа на убавината. Ирина, добро утро. Добро утро, Сузан. Драго ми е што ова утро првиот разговор ќе ни биде посветен токму на негата, на козметиката и на убавината, а за тоа имаме најповикана гостинка. Со нас е Марија Чунде, технолог и собственичка на Пура Перла. Добро утро, ви благодарам на поканата. Сигурна сум дека имате многу што да кажете, особено за тоа што позади нас оставивме еден викенд во кој што убавината беше топ тема и за помладите, ама и за повозрастните генерации. Повелете. Да. Благодарам, Сузе, за убавата најава. Еве, како што кажа и нашата Сузе, Марија Чунде, технолог и собственик на Пура Перла. Марија, добро утро, еве вака официјално. Добро утро. Благодарам што сте ова утро заедно со нас. Кажа Сузе дека зад нас оставивме еден викенд на убавина и на нега. Вашиот бренд Пура Перла беше навистина така изборувавме нели пред да влеземе овде во студиото. Имавте тивок маркетинг, можеби бевте не стоеше јавно поставено брендот ваш, меѓутоа со она што го правевте, што се случуваше на сајмот за убавина, вие привлекувавте внимание и ги привлекувавте посетителите. Ке зборуваме малку подоцна нели околу вашите впечатоци околу овој сајм, еве така некако ми се наметна почетокот. Пура Перла, бренд за козметика, нега и убавина, нега на кожа се мисли, нега на кожа за лице и за тело. Има интересен наслов, Пура Перла. Од каде потекнува името и како ви дојде идејата за да го формирате, да го создадете овој бренд, кој што на пазарот наш веќе 6 години активно работите? Да. Па пред се сакавме да дадеме италијански назив на брендот, кога одлучувавме како да се вика, затоа што италијанскиот јазик и книжевност беше мојата прва професија пред да почнам да се занимавам со козметика. И сакавме нели насловот да биде италијански. Буквален превод Пура Перла нема во македонскиот јазик, меѓутоа збор по збор го означува нашето мото на работење. Пура значи чисто, тоа значи чиста козметика, чисти состави од токсични хемиски состојки и чиста кожа, односно чисти пори. Чиста кожа води кон здрава кожа, негувана кожа и дава сјај, како што сјај бисерот, нели? Тоа е перла. И нашето мото е всушност чиста кожа води кон здрава кожа и убава и негувана кожа, а негувана кожа е секогаш убава кожа. Да, каква символика, значи во насловот и во се тоа на што го работите. Работите природна, односно органска козметика, исклучиво е таа вашата козметика. Имаме дел од производите, еве и овде кај нас донесовте во студиото, ќе погледнат и гледачите, еве може да ги представите производите, што се произведува Пура Перла. Па да, значи пред се сите производи се природни и органски. Тоа значи дека се чисти од оние токсични хемиски супстанци како што се парабените, фталатите, сулфатите и слично. Во нашиот опсек на производи имаме 5 колекции. Колекција за нега на лице, поделена на 2 компоненти, колекција против акни, колекција против брчки или анти-ејдж, пота колекција за тело, колекција за коса, колекција за мажи и колекција за трудници и бебиња или деца. Така, значи, вака сега, имате за лице и за тело, така, и за против старење, значи малку за од колку години тука веќе? Па веќе после 35-тата или 25-тата. И другите се? Антиакне, веќе и за тинејџери е безбедна. Значи, веќе вашата козметика може да ја употребуваат и деца, бидејќи кажавте и за трудници и за бебиња, така. Сега 6 години сте на нашиот пазар, имате ли некој нов производ кој што сакате да го представиме, нешто што е најново, е можеби нешто што носите тука? Па од тука што носиме се најнови геловите и млеката за тело, тоа се ова тука. Добро. Еве веќе одат, Марија, и фотографии. Оние кои што ни ги испративте вие, тоа се дел од вашите производи. Може малку еве и да прокоментирате, да ни кажете што конкретно е ово? Ова е за раце? Ова е крема за лице, ова е шампонот. Тоа се едни од бестселерите и дефинитивно непобедлив бестселер ни е путерот за трудници, односно путерот против стрии. Тоа е исклучиво за трудници, така? Тоа е исклучиво за трудници, односно тој ја негува, ја хидрира долготрајно кожата во онаа фаза кога
стомакот интензивно се шири, односно кожата може да биде склона на напукање, што го викаме ние. Има ефекти, дехидратација. што ме Па да, оставивме да се рекламира сам по себе, односно од трудница на трудница, нели, од задоволни трудници и веќе стварно тоа ни станува препознатлив и продукт. Да. Вие тоа и го зборувавме, нели, пред да влеземе, дека немате некој посебен маркетинг, туку тирок маркетинг, да. Вие сте си сакате клиентите, нели, да зборуваат за вас и мислам дека можеби тоа е можеби нема одма ефект, ама еве со оглед на тоа што веќе сте 6 години на пазарот и бевте едни од попредпознатливите на оној саем за убавина. Помина тој викенд зад нас. Какви се вашите впечатоци? Како поминавте тамо? Моите впечатоци се феноменални. Јас би го оценила целиот тој настан со стотка, буквално. Многу беше добро организирано, се почна на време, се заврши на време. За естетиката беше врвна, немам зборови, навистина, се внимаваш и на секој детал. Нашето учество таму, стварно морам да искажам јавно благодарност и до тимот на ДМ и до организаторите, што не препознаа и нас и не повика да бидеме дел од учесниците. И неочекувано беше и од наша страна дека толкав одзив ќе има и интереси кон нашите продукти. Продукти, да. Еве, одат продуктите, може ако сакате, Марија, еве и да прокоментирате што е она што гледаат гледачите во моментов. Тоа во моментот е путерот за трудници, баш. Ова е веќе маслото за брада. Последната година дена поинтензивно се трудиме. Да, масло за брада, за негување и на брадата, меѓутоа и на кожата под брадата, која што е доста склона на сушење. И последната година дена баш онака се трудиме да ги навлечеме и мажите на користење на козметика. Да прашам, еве и овде има веќе палета на производи. Тука веќе да, ова е вкупна некоја. Така. Да ве прашам сега, значи претходно зборувавме дали за жените знаеме дека употребуваат козметика, ама што е со припадниците на посилниот пол и со мажите? Да. Веќе гледаме дека има интереси од страна на мажите, почнуваат да сакаат да се негуваат, особено по младата популација, некои околу 25 годишна возраст, веќе почнуваат со нега. Ние се трудиме последната година да промовираме козметиката за мажи како буквално нега на орган и тоа е тоа. Како што го негуваме целокупно телото со храна, со вода, така и со козметика надворешно. Тоа е со дечињата. Кажавте дека вашата козметика е наменета и за дечиња. Од која возраст? Предпоставам од бебиња, така? Буквално од бебиња па нагоре. Имате козметика за деца, детска козметика. Детска козметика која што вклучува 3 продукти. Тоа е маслена купка, односно маслена купка, крема за лице и за тело и дајпер крем, односно крема за пеленска регија. Сите 3 продукти, основата е камилица и невен, односно е смирувачка, една колекција која што треба да третира веќе оне почетнички дерматитис што се јавува во првите 6 месеци кај бебињата, кога нели првпат се изложуваат на надворешната средина и се доста нежни. Така да таа колекција треба да створи една заштита на кожата, да создаде еден филм на самата кожа и да ја заштити од надворешните влијанија. Така. Да кажеме само дека вие донесовте овде и производи, дека ќе има можност еден наш гледач да ни се јави. Не мора да се вклучиме во програма, може да слободно да ни се јавите, ги отвораме телефоните, оној еден гледач кој што ќе ни се јави, ќе си ги оставите податоците во режија, колегите ќе запишат и во следниве 2 недели ќе си дојдете во телевизија Алфа, ќе ни каже Марија кон крајот на разговорот еве што ќе остави за, односно ќе подари на еден наш верен гледач од оваа органска козметика. Ова е органска природна козметика. Марија, кои се придобивките на органската козметика? Зошто да се одлучат луѓето за овој тип на козметика? Да, има придобивки многу и се наменети буквално за сите. Без разлика дали треба да третираат нешто, да негуваат некаква одредена проблематика, како екзема, дерматитис, акни или било што друго, или сакаат и да превенираат. Пред се придобивките се, таа козметика е, како што кажавме на самиот почеток, чиста од токсични хемикалии. Односно, тоа значи, кога се нанесува козметички продукт на самата кожа и тој козметички продукт со отстојувањето на кожата низ крвотокот после продира и низ целото тело, односно може да наруши дел од органите. Со
користење на оваа козметика тоа се спречува, тоа не се случува затоа што нема всушност тие токсични химикали се елиминирани од состав. Потоа исто така се штити животната средина, односно елиминацијата на сулфати во состав прават таа животна средина да не се загадува. И тоа е тоа накратко во кратки црти, нели? Така. Имате вие тим кој што работите, така? Да. Кој што е, предпоставам, не сте сама. Тука и Бојан Еве, вашиот сопруг, позади камера, кој што со внимание не слуша и не следи. Кој е тимот кој што работи со вас? Производството ви е во Македонија, така? Во Македонија, во Скопје, така? Да. Значи, вие сте технолог, ова е вашата втора професија? Јас сум технологот, односно јас сум лицето кое што ги прави првите формули и финалните формули. За да создадеме, да речеме, еден продукт потребни се некогаш и до 2 години. Од првата идеја до финалната реализација на даден продукт. Потоа имаме, Бојан е одговорен за маркетингот во фирмата, за финансиите и одлучувањето во кој правец ќе се движи фирмата, одлучуваме и двајцата. И имаме и надворешни соработници за фотографија и слично. Кажавме дека тивок ви е маркетингот, меѓутоа со оглед на тоа што сте и двајцата млади, 6 години постоите, тоа не е мал период, ама имате навистина одлична и светла иднина. Ќе откриеме сега, вие сте и двајцата многу скромни, ама ќе откриеме мал дел дека вие наскоро ќе се представите и на арапскиот пазар. Веќе сте и венели во финални преговори, значи дека оваа ваша козметика ќе имаат можност да користат и луѓето од Блискиот Исток, така? Тамо ќе се представите, односно ќе се пробиете со сите овие производи кои што со речиси цела палета на која што вклучува 34 продукти, цела листа една на продукти. Да, склучивме уште пред неколку месеци договор со една компанија од Емиратите со представништво во Дубај. Договорот е за ексклузивно представништво таму и треба да е на цел арапски пазар, односно на сите Емирати. Така. Ви посакувам многу среќа околу сето ова што ќе го работите, нели, во иднина. Навистина не е лесно тамо да се пробие и мене ми е многу кејф и чест ми е што еве вака наши млади македонци ќе се пробијат и на тој арапски пазар и посакувам многу успех со тоа. Да се вратиме сега кај нас дома. Кажавме кој ви е вашиот најбаран производ. Сега сите заинтересирани кои што сакаат да ја купат вашата козметика, каде и како може да ве најдат? На социјалните мрежи сте како? Да, на социјалните мрежи сме Пура Перла на Инстаграм, исто така сме и на Фейсбук, имаме вебсайт puraperla.mk и исто имаме и наша продавница која што се наоѓа на Рузвелтова, тука во Скопје. Работите и со достава, предпоставам, така? Работиме и со достава, може да си се нарача од сите нарачки од вебсайт или од Инстаграм ги испраќаме и преку карго. Да. Ме интересира сега вака за типови на кожа. Нели секој од нас има различна кожа. Дали се вашите производи, бидејќи се органски и природни, за кои типови на кожа се препорачуваат најмногу? Треба да е тоа нормална до се класифицираат. Имате, значи, ако веќе зборуваме за лице, претпоставувам, да, се класифицираат на две групи: масна и комбинирана кожа, склона на акни, па може и да не мора да е склона на акни, може да е масна и комбинирана да нема акни, и сува и дехидрирана кожа. Има разлика меѓу сува и дехидрирана кожа. Треба да откриеме некогаш и заедно и со клиентите дали имаат само сува кожа генетски или веќе таа кожа дехидрирала и према тоа одредуваме продукти кои што ќе одговараат на тој тип на кожа. Така, на лицето. Сега со оглед на тоа што одиме веќе во едно потопло време, сонцето ќе ни биде и ние веќе се позастапено, температурата е веќе потопла, негата на лицето е малку сега поразлична од оној зимски период. Според вас, од вашите производи, што им препорачувате на вашите клиентки? Сега ќе кажам, па еве може и припадници на посилниот пол. Кои производи ги препорачувате повеќе за летниот период? Има некоја разлика, претпоставувам? Па има разлика секако. Во зимно време повеќе треба да се заштити кожата од ветер и од оној интензивен студ, кој што знае да е доста агресивен за лицето, затоа што сме директно изложени со лицето кон надворешните влијанија. А во лето полесни продукти се препорачуваат за лице, односно оние што не тежат. Јас секогаш во пролет-лето ги предлагам тонерите да се вклучат во
во рутината, затоа што се доста лесни, меѓутоа се доста хидрирачки. Нашите тонери се на база на хиалуронска киселина, односно ја држат влажноста во текот на целиот ден и со додатоци на екстракти, било за масна кожа или за сува кожа, зависно тоа се дели. И исто така и кремите со хиалуронска киселина, кои што не се воопшто тешки на лице по чувство, меѓутоа вршат една долготрајна хидратација. Тоа се креми поделени се на Поделени ден и ноќ, така дневна и ноќна крема? Не ги делиме на дневна и ноќна, ги делиме на масна кожа и сува по кожа. типови на кожа. По типови на кожа ги делиме. Со заштитен фактор сега бидејќи треба да се штити кожата и од сонце, имате на пример дали имате некои средства за крема со заштита од заштита сонце? од фактор немаме. Во блиска иднина претпоставувам дека ќе имаме и нешто такво. За летниот период. За летен период, да. Добро, па еве, веќе тука сме и со времето. Ми беше многу кејф и чест и задоволство што сте ова утро наши гости. Те представивме дел од вашите производи, односно она што го донесовте овде и видоа и гледачите преку малите екрани, преку фотографиите. Марија, ви посакувам многу успех. И дома, и надвор од границите на Македонија. И се надевам дека следен пат може да ви бидеме гости кај вас тамо. Може. Или во продавница на Рузвелтова, или во производство, па да представиме некој нов производ. Може, ви благодарам на поканата.